Мисијата на Меѓународниот монетарен фонд ММФ оценува дека е разбирливо што работниците во јавниот сектор бараат повисоки плати, со оглед на тоа што растот на потрошувачките цени во последните години ја намалија куповната моќна домаќинствата. Веќе има простор во буџетот на централната власт да се приспособи за зголемување на масата за плати од близу 10%, слично на проектираната стапка на инфлација за 2023 година, вклучително и усогласувањето на минималната плата оваа година. Се што е над ова би создало големо и трајно оптоварување на буџетот, а исто така би ризикувало да ги истисне другите суштински трошоци. Големите зголемувања на платите исто така носат ризик да ја претворат привремено високата инфлација во постојана висока инфлација, вели шефот на мисијата на ММФ Жак Манијане. Од ММФ исто така оценуваат дека поддршката за сметките за електрична енергија треба да биде насочена кон посиромашните домаќинства, место да им користи на повеќето домаќинства на нецелни начини како што е моментално. Иако реформата на блок тарифите за електрична енергија во 2022 година беше значаен чекор во вистинска насока, цените на електричната енергија за повеќето домаќинства остануваат силно субвенционирани и се меѓу најниските во Европа, изјавија од ММФ.